Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, амин. Почитувани, овој пат ќе зборуваме за празникот Воздвижение на честниот крст или Крстовден. Ќе почнеме најпрво со тајната на крстот, за силата на крстот и неговата примена во црквата. На 27 септември секоја година го славиме празникот на крстот Крстовден. Овој празник спаѓа во редот на големите господови празници, а по содржината еднаков е на Велики петок. Некои од светите отци велат дека важноста и значењето на честниот крст е во тоа што крстот за нас христијаните донесе светлина. Ќе прашаме, за каква светлина се зборува кога светиот апостол Павле во посланието до Коринтијаните вели дека распнувањето на Христа за јудејците е соблазна, а за елините безумство. 1 Коринтијаните 22-28. Каква светлина кога е познато дека Господ Исус Христос беше распнат помеѓу двајца разбойници, изедночувајќи го со нив. Каква светлина кога е познато дека во тоа време на крстна смрт беа осудувани најголемите злочинци. Како можеме ние христијаните да го почитуваме дрвото на кое беше Христос распнат? На овие прашања ќе се потрудиме да одговориме. Па еве вака. Додека го прославуваме овој празник, ние се пренесуваме на Голгота и се воздигнуваме со распнатиот Исус Христос. Оставајќи го гревот на крстот, Он нам ни даде можност да ја добиеме небесната награда, вечниот блажен живот. Оти Христос пострада на крстот и се даде себе си за жртва и го помилува целото човештво, сите луѓе од Адам и Ева се до свршетокот на светот, ослободувајќи не од гревот. Нема ништо повредно од вечниот живот. Тоа е најголемото богатство за секој човек, особено за нас христијаните, кои што веруваме во Исуса Христа. Оти каква полза за човека ако го придобие целиот свет, а на душата и на пакости, или каков откуп ќе даде човек за својата душа, запишал евангелистот Матеј во Евангелието 16:26. Каков откуп можеме ние да дадеме за собствената душа? Имаме ли нешто повредно и поскапоцено од душата? Сигурно не. Да, токму така, душата е нашето најголемо богатство. Таа е безцена, дури да го собереме целото богатство на земјата. Сето злато, и ако го споредиме со само една човечка душа, тоа би било сосема малку вредно, запишал професорот доктор Ратомир Гроздановски. Душата е повредно од сите најубави нешта на земјата. Преку крстот богатствата на вечното спасение, што беа изгубени преку Адама и Ева, сега Христос повторно ни ги врати. Он се даде доброволно на жртва за нашите гревови. Он е нашиот светилник на патот кон спасението, па затоа велиме Христос е нашиот искупител и спасител. Христос е нашата светлина. Јас сум светлината на светот. Кој врви по мене нема да оди во темнина, а ќе ја има светлината во животот, запишал евангелистот Јован во 6 глава 12 стих. Да немаше крст, Христос не ќе беше распнат. Да немаше крст, самиот живот, Христос не ќе беше закован на дрвото. И ако Христос не беше закован, нема да има течение на бесмртност, што се излеваше преку крвта од Христовото тело за наше очистување. Ако немаше распнување, врската со гревот ќе постоеше, а не ќе имавме слобода, не ќе уживавме во плодот на Христовата жртва и што е најважно, вратите на рајот ќе беа затворени. Да немаше крст, смртта не ќе беше победена.
Затоа за нас крстот е нешто преубаво, спасоносно и од најголема почит. Тоа е најубаво затоа што преку крстот многу благородни Христови дела ја најдоа својата завршница. Така, неговите чуда што ги изврши на земјата, со страдањето на крстот беа дополнети и наградени. Ние го почитуваме крстот затоа што е знак на Божите страдања и трофеј на Христовата победа. На крстот Христос доброволно страдаше до смрт. Затоа крстот е негов трофеј и знак на триумф, бидејќи крстот беше средството со кое ѓаволот беше ранет и смртта победена, а затворените порти на пеколот Христос ги скрши и ги отвори. Христос слезе во адот за да го спаси Адама и сите праведници од Стариот Завет. Така крстот стана единствено средство за победа над пеколот и средство за спасение на целиот свет воопшто. Христос пострада за целото човештво, од Адама и Ева па се до свршетокот на светот. Тоа пак што мнозина не го прифаќаат, не е слабост на верата, туку на луѓето. Ако Христос не пострада за сите, тогаш немаше потреба ниту да доаѓа. Ниту еден човек не може да ја врати вечноста на човекот, затоа што сите ние, преку Адам и Ева, сме наследници на гревот. Единствено Исус Христос, кој е зачнат надприродно и не подлежи на гревот, можел да не избави од вечната смрт. Неговата жртва на крстот е достојна замена за гревовите на целото човештво и наше оправдание пред Бога, затоа што Он е Богот човек. Како Бог постои од вечност, а како човек умрел на крстот. Затоа светиот апостол Павле вели: скапо сте платени и сега сите сме Христови слуги и немојте на никој друг да му слугувате. Послание до Коринтјаните, 7 глава 23. Крстот се нарекува Христова слава и го почитуваме и славиме како негов трофеј. Уште крстот го препознаваме како чаша што Христос копнееше да ја испие на крстните страдања. Што се однесува до тоа дека крстот е Христова слава, слушнете ги неговите зборови. Сега го се прослави Синот човечки, а во него и Бог се прослави. Јован 13:31. Во Христовата молитва, запишана во Евангелието според Јован глава 17, Христос вели: Оче, прослави ме со славата што ја имав со тебе уште пред да настане светот. И уште вели: Оче, прослави го своето име. Тука он зборува за славата што би ја добил преку крстот. И кога ние би разбрале и би прифатиле дека крстот е Христов триумф, слушнете што рече он: Кога ќе воскреснам, тогаш ќе ги привлечам сите луѓе кон себе. Јован глава 17. Тоа покажува дека крстот е Христова слава и негов триумф. Затоа ќе речеме: ако не беше крстот, не ќе беше ниту воскресението. Воскресението е најголемата победа на Богочовекот Христос. Залудна ќе беше нашата вера и нашата проповед, ако Христос не воскресна, вели светиот апостол Павле, 1 Коринтјаните 15:14. Силата на честниот крст. Благодатта и силата на честниот крст не се наоѓа во неговиот облик, тоест во самото тоа што тоа дрво или материја е крст, туку неговата сила е во тоа што крстот Христов стана средство со кое Христос го спаси светот. Крстот е жртвеник на кој Христос доброволно се принесе самиот себе за жртва на сиот свет. Сите снисходења, омаловажувања, маки, болки, смртта и се што превзема за нас се заслуга и добродетели во крстот. На крстот Христос го доживеа најголемото понижување и болка за нас. Заради нас постана проклетство и претрпе маки и понижувања од јудејските старешини, а се со цел нас да не ослободи од гревот. Севкупното Христово дело
Сето негово човеколюбие се собира во крстот. Свети Григорий Палама ни пренесува едно сведоштво како некој иронично запрашал еден од богоносните отци дали верува во распнатиот. А тој му одговорил: да, верувам во оној кој го распна гревот. На крстот Богот човекот ја реши трагедијата на човечката слобода како причина за непослушноста на првосоздадените Адам и Ева и бидејќи стана послушен до самата смрт, и тоа смрт на крст, вели светиот апостол Павле, послание до Филипјаните 2:8. Така повторно ја насочи нашата слобода кон нашиот Создател Бог. Во тропарот за Великден пееме: на крстот ја победи смртта, со смртта смртта ја победи, со тоа што нашата смрт ја направи своја, а со своето воскресение ни подари живот и нераспадливост. Преку крстот Он ни го врати пријателството со Бога Отца и ни подари простување на гревовите. На крстот на најубедлив начин покажа дека не љуби и сака со својата безгранична љубов, дури и тогаш кога ние сме непослушни и го распнуваме. Преку крстот нас не приведе и соедини во едно тело со Бога и меѓу себе, преку светата причест. Го сруши непробојниот зид кој нас не делеше и создаде во себе нов човек. Послание до Ефесјаните 2:15. На крстот ја принесе општата жртва за општо очистување на севкупната човечка природа. Затоа страдаше надвор од градските зидини, забележува свети Јован Златоуст. Со своето распнување, воздигнување со смирение во полнота, како што вели една утринска молитва, ја воздигне и нашата природа, која преку лажното воздигнување и суетното движење се спуштила до адот, до пеколот. Уште на крстот ни покажа дека овој свет, овој земен живот, не е последната реалност и последната станица, туку само пат кон последната и вечна стварност. Овој живот е подготовка за вечниот живот. Секако, доколку во овој свет крстоносно се бориме против својот егоизам и сите други страсти. Така ќе речеме дека преку крстот Христос повторно воспостави позитивна смисла на овој земен живот. Употребата на крстот во црквата. Земајќи го на знаење претходното речено, за нас честниот крст е најсветиот знак и символ на христијанската вера. Сите свети тајни се извршуваат со призивот на Светиот Дух и со печатот на честниот крст, како крштевање, миропомазание, божествена литургија, евхаристија и сите други. Сите свештени благослови се во знакот на крстот. Светите храмови, светите предмети и одежди се осветуваат со честниот крст. Било кое литургиско дејство или собрание е незамисливо без крстот. Крстот е најверен другар на секој православен христијанин, од моментот кога ќе се родиме, па се до нашето успение. Најпосле, со крстот се означува и гробот на секој христијанин. Многу често се осенуваме со знакот на крстот. Ставеме крст над своите гради, во домовите, во автомобилите, на работните места и како што воспева црквата, крстот е чувар на сета вселена, крстот е благолепие на црквата, крстот е силата на царевите, крстот е подкрепа на верните, крстот е слава на ангелите и пораз на демоните. Песна Светилен од утрената. Крстот не само што е најсвет и најдрагоцен, туку е незаменлив христијански символ. Без него е незамислива црквата на Христа распнатиот. Затоа еретиците или не укажуваат доволно почитување на крстот, или сосема го одрекуваат. Во прологот пишува како свети Јован ги прашал демоните: што најмногу ги плаши кај христијаните? Тие му одговориле: од 3 работи имаме страв. Од она што го носите околу вратот, значи ланче со крст, од она со што се потопувате во црквата,
крштевањето, и од она што го јадете на литургијата, светата причест. Тогаш тој повторно ги прашал: а од овие 3 работи од што сепак најповеќе се плашите? И тие му одговориле: кога добро би го чувале во вас она што го јадете на литургијата, тоа светата причест, никој од нас не би можел да му наштети ниту на еден христијанин. Ова јасно ни кажува дека овие 3 работи, она од што најмногу се плашат демоните, крстот, крштевањето и божественото причестување. Најсилно од нив е сепак светата причест, бидејќи со примањето на светата причест ние реално го примаме Христа и се осоединуваме со Него. Затоа црквата препорачува: причестувајте се често, но достојно. На крајот ќе речеме: на крстот Христос откри за себе дека е единствен доброчинител и спасител, избавител и животодател, и конечно го осуети секое дело на ѓаволот, неговите методи и заблуди, моќ и власт која ја имаше над луѓето. Смртта Господова на крстот е животворна и избавителна, дарува живот и избавување. Таа жртва Христова беше доброволна. Затоа и ние да го почитуваме честниот и животворен крст, да се крстиме што почесто, при започнување и завршување на секоја работа, но да се крстиме правилно. Амин.